Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. Ваквите емисии постојат не само за да се искаже, главната и основната работа е за да се искаже својот став и мислењето по однос на тековните случувања или по однос на конкретни личности. Многу пати тоа може да се смета и за своевидна анкета која што би се правела, а токму ја кажува народот или оние кои се јавуваат во емисијата. Еве, со оглед на тоа дека во изминатиот период имаме и доста реакции по однос на редовните јавувања на одредени гледачи, би ги замолил оние кои што редовно добиваат линија и кои што редовно се јавуваат, доколку може да подмориме еве оваа седмица, еве конкретно денеска и следните денови, за да може да оставиме простор на оние кои што постојано велат дека не можат да добијат поради оние кои што се најупорни и точно успеваат во својата упорност, да им оставиме простор да ги слушнеме. Во секој случај, денешната тема која што ќе ја разговараме е интересна од аспект на она што носи зад себе како прашање и податоци. Какво е вашето мислење за Никола Груевски и за Зоран Заев? Е темата за која што разговараме на 0260 91 924 или 925. Но, зошто е поставена денешната тема? Истото ова прашање во два дела, значи какво е вашето мислење за Зоран Заев и какво е вашето мислење за Никола Груевски, го имаше направено и Институтот Павел Шатев, кој што објави и статистика за тоа какво е мислењето за поранешниот премиер Никола Груевски, за опозицијскиот лидер Зоран Заев, со тоа што во оној момент кога ја објави анкетата, првично кога ни беше пратена од телефонското истражување на Институтот Павел Шатев, процентите во однос на мислењето на Никола Груевски, вели какво е вашето мислење за Никола Груевски, негативно 58,1%, а позитивно 22,6%. За да еден час подоцна се испрати ново коригирано телефонско истражување, нова коригирана анкета и коригирана исклучиво само во делот на податоците кои што се однесуваат на прашањето какво е вашето мислење за Никола Груевски, каде што одеднаш негативното мислење од 58,1% падна за 5% и се претвори во 53,7%, а позитивното мислење пак скокна од 22,6% на 31,4%. Колегата Христијан Баневски токму за ова зборува во... Настрана има и други прашања, во текот на емисијата ќе ви ги прочитам. Колегата Христијан Баневски во својот прилог за дневникот во 17 часот токму за ова зборува. Вели, негативното мислење на граѓаните за лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски се разликува за 5% во двата резултата од телефонското истражување кои Институтот Павел Шатев ги испрати до медиумите. Во првите листи, пратени од Институтот на прашањето кое е вашето мислење за Никола Груевски, според резултатите негативно одговориле 58% од граѓаните, а позитивно 22,6%. Веќе ви ги прочитав деловите, потоа за релативно кусо време со назнака коригирано пристигнаа новите резултати во кои процентот на негативни одговори е намален за 5%, а позитивните бележат раст за 8%. 24 вести праша на што се должи смената на резултатите и која од анкетата, впрочем, е релевантната. Од Институтот тврдат дека се работи за техничка грешка, не се работи за свесна промена на податоци, туку имајќи ја предвид обемната анализа и многуте податоци кои што етапно ќе бидат соопштувани наредните денови, беше направена техничка грешка, која потоа беше коригирана, велат од Институтот. Добар ден. Добар ден и среќен ден, Огнен. И до вас исто, повелете. Така, ја во анкети претежно да ви кажам не верувам, бидејќи сите анкети што ги мерат јавното мислење во изминатите години, сите партии што биле на власт покажувале дека имаат убедлива предност, така да 98 кога падна СДС од власт, дојде Лјупчо Георгиевски, секогаш анкетите покажуваа дека ќе победи пак СДСМ. 2002 кога падна ВМРО ДПМН на Лјупчо Георгиевски, тогаш анкетите беа сите за Лјупчо Георгиевски дека ќе победи. Значи кој е на власт си ги мести анкетите за своји потреби. И во анкети не верувам, а сега да кажам моје мислење за Никола Груевски и за Заев. За Никола Груевски имам негативно и крајно лошо мислење, бидејќи економски и политички ја донесе до бездна Македонија, ја донесе до еден вид протекторат,
каде што сите ни командат од страна ни кажуваат како да ја водиме државата, што значи дека еден вид ние сме, како да речем, протекторат, бидејќи други ни решаваат за нашата судбина, а за сето тоа е виновен Никола Груевски со неговата владеачка структура. А за Зоран Заев не можам да дадам мислење, бидејќи се уште Зоран Заев не е дошол на власт и да го видиме како ќе владе. Откако некој политичар ќе дојде на власт, тогаш можеме да дадеме мислење како ќе ја води. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Значи, повторно ќе кажам, оние гледачи кои што редовно добиваат и редовно се јавуваат и истите работи ги повторуваат без разлика на темата, ќе ги замолам доколку може да одморат од јавувањата, бидејќи вистина има гледачи кои што сакаат да се го кажаат своето мислење и да го споделат со јавноста, не можат да добијат поради упорноста на останатите. Или во оној момент кога вистина чувствувате дека имате нешто ново да кажете и да придонесете во општествениот дискурс, во дебатата која што се води за без разлика за што, тогаш јавете се, во спротивно не гледам причина. Добар ден. Христос воскрес. И повелете. Ретко се јавам, значи можда месец дена се сејавил и така, значи немам и остапувам време и немам време да се јавам. Меѓутоа често ве пратам. Ви благодарам. Значи негативно мислење за Никола Груевски, образложение е кратко и едноставно. Никола Груевски дојде на власт под името плаштот под ВМРО. Да и додавката да помане. Пред све, Никола Груевски, сите што са него власт околу власта, ја мислам дека никој немат ниту од ВМРО со В буквата нешто по да има некој значне сродство со ВМРО, некој нивни да биле некои нивни предци, ВМРО-овци или така случајно борци кои дали животот за ова земја, за нашата слобода. Мислам дека од лични интереси Груевски е прво неверник, значи не знаат во која вера припаѓат, кога гледам одите во џамија се клањат, одите во црква, а не знаат се крстит. Груевски, за неговото владење, како председател на владата, беше соучесник со терористите, што хашките случаеви, 4 хашки случаеви се вратија да се од нашите случаеви, тој тие главните убици на нашите македонски деца ги амнестира, ги аболицира како што има сега. Значи тој е соучесник со тие што ги аболицира. Значи ако си соучесник, значи не можеш да бидеш ни патриот, ни ВМРО. За време на Никола Груевски слушаме колку само против него имало кривични пријави поднесено и Никола Груевски, значи за мене само еден грешник, еден обичен човек кој треба да се покае, да се испокае длабоко, да му сопростат гревите. Не сакам никому да оди во затвор, меѓутоа му попрашувам посакам оно све што украл Никола Груевски, сите што украли, сето нека го врата народот што е македонско и да не бидат затворени. Добро. Никола Груевски вложуваше во Скопје, само во Скопје и до поклонички работи, тамо спомениски структури се, меѓутоа додека во Западна Македонија, за време на неговото владење, најголемото духовно богатство од Западна Македонија, од црквите се изнесе. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, да точно во пред еден месец се слушнавме со вас и истиот муабет ни го кажавте. За опозицијата ова е доказ дека институтот ги штелува резултатите од рейтинзите на двете најголеми партии од македонскиот блок. Партиската испостава на ВМРО-ДПМН е институтот Павел Шатев. Денеска самата потврди дека не спроведува никакви истражувања на јавното мислење. Павел Шатев не може да го сокрие ниту хаосот, ниту огромното негативно мислење на граѓаните за Никола Груевски, велат од СДСМ. Реакцијата на ВМРО-ДПМН е пак идентично како и на она на институтот и тие велат дека станува збор за грешка. Повеќе од очигледно е расположението на граѓаните во врска со изборите. Овие анкети го покажуваат трендот на растење на нашиот рейтинг, бидејќи на граѓаните им е доста од реструктивните политики на СДСМ. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Убав ден, како сте? Добро е, како сте вие? Добро, за денеска сум добар, утре не знам. Добро, ајде. Тука гледам какво е вашето мислење за Никола Груевски, за Зоран Заев. Иначе се Ѓорџи на телефоне од Берово. Така. Јас го познавам добро Никола Груевски, Заев не толку, ама него го познавам, веројатно. Јас сум еден од тие што му помогна да заврши факултет во Прилеп, бидејќи јас сум прилепчанец. Добро. Ама по некој така судбини се најде во Берово. Не е битно. Кога се зборува за таква личност, треба малку да бидеме по-отворени. Ако има малку човечка доблест во него, пред малку слушав на Сител Вести, че отворил 200 работни места, пред тоа 2000, 20.000, не знам колку. Ако слуша
малку од овие телевизии треба да излези на телевизија и да речи: стварно, јас грешив, треба да си замине ова моја гарнитура и нека дојде некоја следна. Меѓутоа, председателот го аболира и него и неговите таму истомисленици, исто и за Миле Јанакиевски ми селеше на фотелја дома, и не е важно. А ќе дојде денот кога овај народ една за секогаш ќе се свести и ќе речи: доста е. Како јас си поздравувам тие што протестирам таа организација или што е граѓанството, и да продолжат. Иначе овие нема шанса да си заминат од власт. Само со македонскиот притисок, македонскиот народ да изврши притисок врз нив и да си одат од власт. Ви благодарам. Зоран Заев ќе дојде понатаму, кога ако некогаш дојде на власт, тогаш за него ќе дискутирам. Добро. Ви благодарам за сослушувањето и пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Повака. Никола Груевски веќе беше премиер. Направи што направи. Цела ова далавера што се стори со државата, цел овој хаос, економски, финансиски и општо, мислам, судство, извршна власт, речи го, законодавна власт, со сето тој командуваше и нормално државата ја донесе до овој степен до кој што е. Значи за никаде. Би требало да си замени, ако има нешто човечко во него. Мислам, да, ако е толку патриота, што не ми се верува, сака да си ја спаси кожата, меѓутоа не ке да може. А за Зоран Заев нема што да кажам, тој е опозиционер, едноставно човекот ни го предочи она што го правеше актуелната власт и фала му многу за тие работи, што го запозна и цел македонски народ, што се случува и како се случува во владењето со моменталната власт. Така да ми се чини дека ете толку има. А она што вели Павел Шатев. Павел Шатев се знае чија фирма е. Тоа е организација која што прави смутови во корист на ВМРО, на актуелната власт. Така да јас си не верувам многу во тие работи. Добро. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден до вас. Телефонското истражување, впрочем, било спроведено на 1070 испитаници во периодот од 6 до 8 мај на ниво на целата држава за перцепциите на граѓаните за партиите. Во истражувањето не биле вклучени албанските партии со цел да се дознаат мислењата на граѓаните за двете најголеми партии од македонскиот блок. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, само намалете го тонот на телевизорот за да не ви Ало, усили намалете гласот. моју? Ама се беше некој друг. Да, зборувајте, вие сте на линија, да, зборувајте. Да. Фала Богу еднаш да добијам. Нема емисија кај што не верувајте во поеден сат. Само истите се јавуваат. Еве, јас прв пат се јавувам во вашата емисија. Ете, значи апелот бил ефикасен. Вака мислењето мое. Краток ќе бидам, не многу да му земам време на другите, затоа што и како што и јас, така и некој друг сака да се. Добро, ајде. Мислењето за Никола Груевски. Господине екс-премиере, ќе му поречам, ако е све во ред со бомбите, со сите злачки што се токолу Куманово, Гошинце, Мошинце, не знам каде, излезете на овај народ, како што вашите пратеници, членови на ВМРО излагаат во парламентот на овај наговорница и кажуваат во име на народот, во име на граѓаните. Излезете, господине Никола Груевски, бивши екс-премиер, и на овај народ кажете му: овие луѓе ми прават сврчки, прават шарена револуција, што тя, меѓутоа немојте така. Зоран Заев е единствен од сите меѓу нас кој што излезе имаше храброст да каже дека ова е корумпирана власт и треба да дојде крајот. Зар не е така?
народот нека судува и народот нека помислува и нека погледнува што се случува зад неговиот грб, а не некој да излезе тамо кажува во име на народот. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Во анкетата, во телефонското истражување на Институтот Павел Шатев, покрај прашањето за кое што ние денеска разговараме, а тоа е какво е вашето мислење за во нивното истражување, прво е ставен Зоран Заев, па потоа е Никола Груевски. Процентите кај Зоран Заев, прочем бидејќи ги прочитав само деловите за Никола Груевски, процентите за Зоран Заев се и во едната и во другата верзија, и во коригираната и во некоригираната. Негативно мислење за Зоран Заев имаат 58,1% од тие 1070 испитаници, а додека пак позитивно имаат 22,6%. Споредено со претходна анкета која Институтот Павел Шатев ја правеше врст ист репрезентативен примерок од 1070 испитаници во периодот од 20 до 22 април, негативното мислење спрема Зоран Заев се зголемило за 11,3% во овој кус период и претходно изнесувало 46,8%. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Како е мислењето за господинот Никола Груевски и господин Зоран Заев? Така. Оваа држава не е ни на Никола Груевски, ни на Зоран Заев. Добро. Затоа што оваа држава е држава на граѓаните на Република Македонија. А за да му текне на некој, нека прави шарени револуции, нека шарени протести, не знам какви шо, само да нема дечко мој млад, да нема тепање, да нема мавање меѓу себе, да нема маваме полицијата. Сепак таа е народна, тој е полиција на собствениот народ. Таа е униформа од народот. Значи, Зоран Заев немој да му наредува на луѓето да се тепат. Значи, нека протестира. За протестум. И тоа важи исто за Никола Груевски. Значи, не може они да наредуваат децата да горат во огин. Така не. Така не се станува политичар, да го тера собствениот народ меѓу себе да се куби и да се кодоши. Не. Жалосно е греота. Поготово, вие сте млад човек, гледате тие деца млади таму. Зашто додат во затвори, зашто да лежат во затвори и нивни родители да се ги срамуваат. Зошто? За некој да си седне и да се ужива после 4 години? Така ли е? Не. Баш така не. Јас мислам оти и Заев нека си преземе, нека помисли меѓу своите редови какви луѓе има, што направил и што уште мисли да прави. Нека протестираат граѓаните на Република Македонија. Нека ги барат своите права. Тоа да. Меѓутоа на мирен и достоинствен начин. Јас го сметам Заев како политичар, како човек, како млад човек, напреден, правник и така натаму, добар бизнисмен. Го сметам како човек, наистина, дека човекот тебе се бори, отвара нови мислења кај граѓаните, меѓутоа нека ги докажува на еден културен и разумен начин. Јас мислам, се разбираме и доколку го ме сватите, јас мислам и останатите гледачи ме сватија, дека ви благодарам за отстапениот професор, да имате убав ден. Секој добро. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Затоа што ми се вклучи господинот, јас сум на нула намалено ова, ама... Вие сте на линија, вас ве слушаме, повелете. Така. Поздрав до емисијата, сам постојана, ама никој да добијам, вистина сега од тапија место вредовните... Им благодариме. Така, благодарам и јас. Да. За работата и сработеното на власта моментално што е, ја видовме ситуацијата, каква е и до која дереже ја донесува државата. Меѓутоа, за Заев, јас не знам како може повеќе од македонскиот народ толку да е поделен и такво мислење да има, затоа што знам за Заев дека е одликаш на Струмичката гимназија. Прво една карактеристика ќе дадам како ученик. Добро. Што знам сигурно. Знам дека семејството му целото семејство живеат во голема слога. Значи, за да се работи чичкости, браточеди заедно. Знам дека е врвен економист. Значи, неговата способност се гледа. Струмица е направена китка, како град.
Иако има и таму мисленици вакви онакви. Знам колку е тоа точно, дека од патните трошкови што му ги дават како ова има формирана фондација со кој на поединци луѓе ако му потреба помош дава да речеме од таа фондација дава помош до 5000 до колку што може да се даде. Так. Значи, момчето на таков бизнис што го има во Струмица и што слушавме Ване Цветинов како беше дека колку пати он притискан со страшни контроли во неговиот бизнис, тоа е се притисок да стане член на ВМРО, да играш во таа оро, тоа оро. Ама тогаш нели требаше да бидеме едно, не требаше да растурат Македонијата, не требаше или Југославија да се растура. Добро. Сега е повеќе парламентаризам и мора да има позиција на опозиција. Добро. Практично момчето си ја стави главата во торбата на таков бизнис и мајки си, бидејќи ја гледа правната држава до каде е дојдено, затоа и тој ги може заедно со Верушевски и на него да речеме фала, ја отворија ситуацијата и да се виде криминалот што се прави. Так. Јас не викам дека Груевски не направи фасади во Скопје. Меѓутоа не е само Скопје, Македонија, Добро. а ние сме една метропола од некоја друга држава. 1.700.000 жители се нами. Значи треба до прва сега селата и било што. Може би и отпорно беше, ама сега треба да се вложува на сите страни. Так. И пред малку господино што напаги било што. Ја не знам, да се живее во емисиите, контактните емисии ги следаме. Добро, ние, да. Јас ќе следаме. морам да ви се заблагодарам да оставиме простори на останатите гледачи. Пријатно до вас и ви посакувам убав ден. Она што е интересно во начинот на кој што се вадат податоците, кои што се издвојуваат, впрочем, помеѓу негативно и позитивно мислење, издвоеното објаснување кое што е направено, да речеме, кај прашањето за тоа какво е вашето мислење за Зоран Заев, се однесува исклучиво само на негативното мислење и процентот кој што се однесува на негативното мислење кај Зоран Заев, додека пак кај издвоеното мислење за Никола Груевски, исклучиво се зборува само за позитивното мислење, но не и негативното. Добар ден. Добар ден од мен. Ве слушам, повелете. Вака, што мислиме за Никола Груевски, што за Зоран Заев? Вака, Никола Груевски имаме право да мислиме тоа што го мислиме благодарение на последните 10 години од неговото владење. И макар и да не ги рачунаме тие претходни која беше и министр за финансии, за стопанство и сето тоа. Како што кажа во една ваша емисија, една новинарка, тој дојде на власт не затоа што беше толку добар, него затоа што тоа беа толку слободни медиумите, што имаше реални критики спрема тогашното владење. Сега за Никола Груевски видовме што човек е, без никакви доблести, без никакво чувство за одговорност и така натака, нема потреба повеќе да опишувам. Зоран Заев, без разлика колку нас не изгледа добро и сето тоа, секојаш треба малце со резерва да ги земаме лидерите на политичките партии, затоа што во нашиот менталитет, во секој нареден водач на политичка партија, евентуален премиер, како да гледаме нов титул. Мислам дека ќе беше добро, искрено да си го дадеме својот глас и за помалите партии, за кого мислиме, затоа што на тој начин ќе биде пошарен олик парламентот, има пореални, подобри услови за работа. Добро. Само на крај сакам да цитирам нешто од еден колега, што го рачунав јас за грешка на времето. Вика, јас многу би сакал, затоа ги прават овие анкети, мислам дека ради да се прикуваат луѓето на една или на друга страна. Еден колега вика, јас би сакал да гласам еве за Стојан Антов, ама човекот нема гласачко тело. И јас го прашав какво гласачко тело сакаш да има, како Чичолина, како Саманта Фокс или како кого? Ако мислиш за него да гласаш, гласај. И неговата партија, ако донесе, нема да забегаат ни еден кој да дојде на власт. Без разлика дали е Зоран Заев или некој друг. Колку год да има квалитети, ако премногу голема власт имаат, сакале не ќе забегаат. Добро.
Толку имав да кажам, пријатно. Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Интересно нешто што сега моментов го забележав, а што веројатно ми посочува на тоа дека можеби ќе треба и втора коригирана верзија да испратат од Институтот Павел Шатев. Тоа е што кај издвоеното мислење кое што е направено, да речеме, за четвртото прашање кое се однесува на какво е вашето мислење за Никола Груевски, каде што повторувам уште еднаш, имаше техничка грешка и во првата верзија постоеше негативно 58,1%, негативно мислење, перцепција кон Никола Груевски. Во втората коригирана верзија има 53,7% и тоа е за сега конечната. Позитивното мислење пак за Никола Груевски е двојно помало во првата верзија од тие 1070 испитаници, односно 22,6%, а позитивното мислење кај коригираната верзија пак пораснува за 8% и вели 31,4%. И сега зошто велам дека уште една втора коригирана верзија би требало да има? Во издвоеното објаснување кое што е ставено веднаш под прашањето и под процентите вели вака: споредено со претходна анкета која Институтот Павел Шатев ја правеше врз ист репрезентативен примерок од 1070 испитаници во периодот од 20 до 22 април, позитивното мислење за Никола Груевски се зголемило за 2,8% од претходниот процент од 50,9%, што впрочем е истото и во двете верзии, значи истото издвоено мислење во двете верзии. Но интересното е што тие во издвоеното мислење велат дека позитивните перцепции на граѓаните кон Никола Груевски од 20 до 22 април изнесувале 50,9%. А сега во процентите кои што се дадени и во првата грешна техничка и во втората коригирана верзија, позитивното мислење е, според коригираната верзија, 31,4%. Што значи, ако се спореди со нивното издвоено објаснување, тоа значи дека има пад на позитивниот рейтинг за 19,5% или како да му околу 20%. Затоа треба да направат некоја нова корекција, бидејќи има уште една грешка очигледно. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сакам да дадам своје мислење. Слободно. Слободно. Еве вака, јас за Никола Груевски, ама немам никакво мислење добро. Изузетно човек без знаење, без познавање на економија, човек обучен да манипулира со народот. За Заев, толку колку што имам чуено, и текако голема позитивна личност. Можам да кажам, ни ги отвори очите да знаеме што се случувало низ оваа наша Македонија. И само уште нешто, пошто имам удел на уценуван човек. Добро. Сум имал прилика да во животот како уценуван од име на некоја фирма да исплатим привилегии од неговата група министри, ни мало ни више над 250.000 евра. Толку. Така. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дополнително интересно морам ова пред да го вклучам следниот гледач. Исто има прашање за тоа какво е вашето мислење за Ѓорѓе Иванов. Без титула, без ништо, само име и презиме дадено. Вели негативно и во двете верзии е истата приказна. Негативно 54,3%, позитивно 30,4%. Во издвоеното мислење пак, објаснување за анкетата, велат: споредено со претходна анкета која Институтот Павел Шатев ја правеше врз ист репрезентативен примерок од 1070 испитаници во периодот од 20 до 22 април, позитивното мислење за Иванов се зголемило за 1,7%, а претходно изнесувало 52,6%. Оваа статистика која што тие ја издвојуваат како позитивно мислење, во горниот дел на табелата на Институтот Павел Шатев и во едната техничка и во коригираната верзија е ставена под категорија негативно. Значи, јас би ги замолил да испратат уште една коригирана верзија и да се одлучат дали процентите кои што се повисоки и кај Никола Груевски и кај Ѓорѓе Иванов се позитивни или пак се негативни, бидејќи очигледно сега настанува уште поголема конфузија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Само погласно држи да ќе замолам. Поблиску до телефонот ве молам, повелете. Чекај, да, повелете, ве слушам. Јас мислам дека
агенција Павел Шаптев дека манипулира едноставно со гласовите на луѓето и веројатно работи под некоја директива. Добро. А што се однесува мислењето околу Груевски и Зоран Заев? Мислам дека овој народ треба да биде свесен и да знае дека кај нас е веќе воведена диктатура. Ние живееме во општество со диктатура. Кога во власта е судството, школството, полицијата, едноставно немаше друго повеќе да се размислува. Тоа е страшно нешто. Така. А за Заев, стварно, мислам дека секоја му чест. Немаше единствен маж во Македонија што застана да каже, тоа е храброст. Значи, за она да го кажеш и да бидеш упорен и достоен со своето мислење што го кажуваш, секоја му чест. Така. Секоја му чест. Тоа е страмно што се прави со школство и со се и се што. Имаат право децата што демонстрираат. Добро. Дали се тоа средношколци или други. Затоа што во одредени школи за една година му даваат образование за 4 години. Стануваат техничари. Во школството се одбираат паралелки на вамаровски деца. Како тоа? Тоа е страмно нешто. Тоа е страмно нешто во војно школо да има вамаровска паралелка 5, 6, 7, 8. Не ве разбирам, како тоа мислите вамаровска паралелка? Така, да. По школите има поина паралелка деца што се издвојуваат на фамилии кои што се чланови на ВМРО. Каде ова? Тоа е срамота. Тоа е срамота. Каде ова? Во кој град? Во Прилеп го има. Така. Добро. И за другите градови не знам, меѓутоа во Прилеп е тоа со гаранција. Му дадоја 4 години школа да заврша техничари за една година. А деца учат по 4 години индустријско школо, дали се тоа електротехничари, дали се било што. За една година, па тоа е срамота. А ваму му воведува екстремно испитување. Така. Добро. Значи, некои деца треба да умре од учење, да не знаеш главата кај му е, да добија средно образование, диплома, а некои деца за една година. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, тоа беше се во текот на денешното издание. Уште еднаш да кажам дека на крајот веќе од и двата извештаа на по 3 страници на Павел Шатев, мислам дека воопшто не сватив со оглед на тоа дека имаат негативни високи проценти, а во издвоените објаснувања им се позитивни високи процентите, особено кога станува збор за Никола Груевски и Ѓорѓе Иванов, каде што процентот на негативно мислење за Груевски е 53,7%, а за Ѓорѓе Иванов 54,3%, или пак не е. Во издвоеното мислење пишува дека не е така. Нека се објаснат. Пријатно.